Со цел подобрување на добрососедските односи и промовирање на меѓународната соработка, денеска градоначалниците на Скопје и Атина, Петре Шилегов и Јоргос Каминис, подпишаа договор за соработка. Како што беше истакнато на средбата, очекувањата од договорот се да ја збогати културната и економската соработка, урбаниот развој и заштитата на животната средина, но и да им покаже на двата соседски народи дека, како што рече Каминис, заедничката историја може да биде од корист за понатамошно развивање на пријателството. Во знак на пријателство, Скопје од Атина доби скулптура од божицата Атина, заштитничката на градот. Со подпишувањето на овој договор, со Атина ќе размениме информации, искуства и добри практики и ќе негуваме соработка во разни области на нашата работа и нашата надлежност, како што се градската администрација, управувањето со јавни услуги, урбан развој, урбана отпорност, заштита на животната средина и природата, културни и туристички активности, иновации, информатичка технологија и дигитализација. Воедно, ќе соработуваме во рамките на мрежата Eurocities и ќе промовираме трговски контакти. Скопскиот градоначалник Шилегов истакна дека граѓаните на двата града се соочуваат со исти предизвици во секојдневното живење, а размината на искуства само ќе предонесат за потребите на граѓаните. Билатералните прашања меѓу нашите две земји не треба да не запрат во решавањето на проблемите на нашите нации и да не попречат во обидот да се изнедат заеднички решенија. Со нашето партнерство ние му покажуваме на светот дека нашата историја не дели или дека би требало да не подели, туку е пат на кој што треба нашиот заеднички наратив да не спои поблиску. Сепак, подпишувањето на договорот за соработка помеѓу двата града остана во сенка покрај интересот на присутните за евентуалното решавање на проблемот со името. При посетата на грчката делегација во Скопје, најголем негативен впечаток оставиле македонските символи, за кои директно го прашаа Шилегов дали ќе ги отстрани. Неговиот одговор беше дека ниту нему се допаѓа Скопје и дека ќе се обиде да го врати изгледот од пред неколку години. Дел од овие предмети, односно објекти и скулптури кои што се дел од кривични истраги, кривични случаи кои што се во тек по судска постапка против лицата кои што делумно ја украдоа иднината на градот затоа што потрошија неколку стотици милиони на мало парче површина, така што за нас нема да биде лесно во иднина, имајќи ја предвид материјалната состојба на буџетот на градот Скопје, но се разбира, веќе зборувавме денеска, дека ние ќе направиме се што е можно да го вратиме првичниот изглед на градот, колку што е тоа возможно, во однос на зградите кои што во тоа време представува мастер дела на архитектурата во времето кога се изградени. И веќе имаме отстранато еден од спомениците кои што беа дел од овие криминални проекти дела од проектот 2014.